Првиот чекор за законските измени за реорганизација на владините ресори направен. Формирани се Комисијата за политички систем како матична комисија, каде измените се очекува наскоро да влезат во процедура, и Законодавно-правната комисија. Со политички систем ќе раководи пратеникот Љупчо Пренџов, а негов заменик е Јован Јаулески. Начело на Законодавно-правната комисија пак застанува Александар Велјановски, а негов заменик е Бобан Николовски. Со ова се отвора патот за формирање две нови министерства и реорганизација на дел од постоечките. Инаку Комисијата за избори и именувања ги прифати барањата за апанажа на 29 пратеници од минатиот состав. Председателот на комисијата Ѓорѓија Сајковски информираше дека се поднесени и други барања што се разгледуваат. Согласно Законот за пратеници, член 36, до Комисијата за прашање на изборите и именувања на пратениците на кои престанува мандатот доставија барања за остварување на плата по престанок на функцијата пратеник. Апанажата е во висина на платата на пратениците и ја исплаќа собранието, а вкупно 57 народни избраници од минатиот состав имаат право на апанажа бидејќи не се дел од новиот. Рокот за поднесување вакво барање е 30 дена од денот на верифицирање на мандатите. Сајковски подпиша и барање за престанок на апанажата на поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој стана пратеник, и за поранешната председателка на Комисијата за спречување дискриминација Весна Бендевска, која исто така влезе во законодавниот дом. Комисијата го прифати и барањето на поранешниот председател Стево Пендаровски за мирување на правото на пензија.